Grob sme, zašto mrazev me grobje. Umrev me na noze, da ne kleči me živi. I živi sme, mrtov je zborot robje. Ovaj Štip, grad kako žedna ptica što sletala na otinja so polegnati krilja na dvata nejzini brega. Štipsko novo selo, kade što učiteljstvoval Goce Delčev. Istorijskite dzidišta na Isaru, jedna od karakteristikite na Štip. Тесните улички од обете страни на реката завршуваат во ридиштата. Ова е реонот Бело брдо. Куќата на Славка и Коце Стојменски. Трошна, мала, сиромашна куќа, во која се влегува со наведнување. Ниска врата, мали прозорци, ниски тавани. Радост во куќата на Славка и Коце Стојменски. Името му е Славчо, а роден е на 25. октомври 1921 година. Ова е Štip од 30-тите години. Тешки економски услови во градот. Индустрија нема, занечиството одвај се крпи себе си. Коце Стојменски, тих и трудолюбив самарџија, фурнаџија, поопшт работник, е готов на секаква жртва за малиот Славчо да се школува. Помошта и охрабрувањето доаѓаат и од вујкото Христо Гроздев. Славчо седнува во својата клупа во основното градско училиште во Štip. И го завршува со одличен успех. Во учебната 1937-38 година се запишува во Štipската гимназија. Славчо не беше никако дете, па еве никако момче не е нешто што се разликува од другите. Одличен ученик, љубител на гулабите, фудбалер и фотоаматер. Извонредниот математичар и член на литературната дружина Славчо Стојменски е лево крило во гимназискиот фудбалски клуб Хајдук, а извесно време игра и во градскиот тим Брегалница. Славчо се разликува од своите врсници по нешто друго. Тој живо се интересира за комунистите што режимот ги прогонува и ги затвора, размислува за социјализмот, поредокот што како зора изгрева во Европа. Во 1937 година во Štip се случува провала.
Во 1938 година, Штипската младина, па и Славчо Стојменски се опфатени од познатите избори. Во 1939 година се чувствува масовна раздвиженост на средношколската и работничката младина. Се формираат така наречени воспитни групи, на чии состаноци се разговара за ликот на комунистот, за марксистичката теорија, за држањето пред класниот непријател. Во првата ваква воспитна група членуваат Славчо Стојменски, Ванчо Прке, Александар Грличков, Панче Ушински, Панче Кусакацки и Кирил Зенделски. Кога се формираат уште неколку вакви групи, Славчо станува секретар на една од нив. Секој член на воспитната група, меѓу другото, има задача да работи меѓу младината, за нејзино организирање и придобивање за идеите на комунизмот. Активноста на Славчо Стојменски особено се чувствува во реонот на Бело Бардо, каде што живее тој, и во интернатот, каде што некое време беше примен само на исхрана. Славчо другарува со работници, службеници, со турци, евреи и роми, и тоа му ја олеснува револуционерната активност. Во политичко-социјалното созревање на Славчо Стојменски видно влијание имаат неколкумина негови постари соученици, како Тошо Арсов И непосредно пред војната Иванчо Прке. Ова влијание всушност е заемно. Сите тие се изразито самостојни и богати личности, полни со заемна доверба и почит. Фашистичка Германија веќе ја води својата освојувачка војна во Европа и пламенот наскоро ќе ја зафати гнилата и разнишена зграда на кралството Југославија. Славчо Стојменски, Ванчо Прке и другарите се подготвуваат да ги извршат своите задачи во услови на војна. Мрежата, топката и стативите од игралиштето на Белобрдо се чуваат во куќата на Славчо, популарниот фудбалер. Спортот и гулабарството се добра можност за партиска конспирација и влијание врз средината. Во мутвакот на куќата на една греда виси вреќичка со морска трева за бокс тренинг, а во дворот голема табла со центар за фрлање кама. За драматичните настани што наближуваат, ќе биде потребна кондиција и многу вештина. Едно од партиските задачи е и воспоставувањето врски со партиските организации во другите градови на Македонија. Гимназиската екскурзија во Стоби е искористена при кусото задржување во Велес за воспоставување врска со другарите Гочо Рацин, Боро Мокров и други. При повторно одење во Велес, во градините кај железничката станица, Славчо Стојменски лично се среќава со Кочо Рацин. Летото 1940 година Штипската младина организира екскурзија на Голак. Како и насекаде во Југославија, партиската организација ИСКОј овие излети ги користат за зацврстување на другарството, читање напредна литература, пеење револуционерни песни, ориентирање на напредните младинци од кои се одбираат симпатизери на комунистичката партија. Поради ваквата активност, директорот на Штипската гимназија Поповиќ го укинува гимназискиот фудбалски клуб Хајдук како жариште на опасни идеи.
Во октомври 1940 година, Ванчо Прке заминува на студии во Белград. Раководењето со работите го презема актив во кој се Славчо Стојменски, Панче Ушински и Киро Зенделски. Кон крајот на 1940 и во почетокот на 1941 година, воено-политичката ситуација е мощно напната. Германските трупи насекаде напредуваат. Економската ситуација во земјата е се полоша. Расте незадоволството на народните маси. Владата на Цветковиќ Мачек го потпишува договорот за пристапување на Кралска Југославија кон тројниот пакт Рим, Берлин, Токио. Масовните демонстрации, што на 27 март пламнуваат низ цела Југославија, не го заобиколуваат ни Штип. Целата средношколска младина е на штипските улици. Славчо Стојменски го користи својот авторитет и популарност и во демонстрациите вклучува и добар дел од работничката младина. Масовниот народен протест ја соборува профашистичката влада во Белград, но германскиот фашизам е нервозен. На 6 април 1941 година тој ја напаѓа Југославија и за неколку дена земјата е окупирана, поробена и раскината. Овие драматични настани Славчо Стојменски го затекнуваат како матурант во Штипската гимназија. Тие денови Штип е еден од ретките градови во Македонија што жестоко е бомбардиран. Излетани од аеродромите во Бугарија, германските авиони на 6 април во 9 часот го обсипуваат градот со бомби, при што се убиени и ранети над 150 војници од југословенската војска стационирана во Соколаната. Потем во Бришечки лет ги митралираат обата брега на Отиња, во горниот дел на градот. По половина части повторно го бомбардираат Штип, при што животите ги загубија 50 граѓани, меѓу кои и Панче Ушински. Во овие бомбардирања полесно е ранет во главата и Ванчо Прке. По окупацијата, бугарската окупациона власт во Источна Македонија концентрира големи воени и полициски сили и цврст државен апарат. Но штипската младина не останува мирна. Обидите на окупаторската власт за денационализација се многубројни. Се отвора дури и градско читалиште, но на собирот по повод отворањето, Љупчо Арсов, Ванчо Прке, Славчо Стојменски и другите организирано и енергично се спротивставуваат и во управата на читалиштето избираат своји луѓе, а место отец Паисиј, читалиштето го добива името Гоце Делчев. Во јули 1941 година Славчо Стојменски станува член на Комунистичката партија на Југославија. Од јули тој е секретар на Скоевската група, а со формирањето на месниот комитет на Ској во октомври станува негов секретар. Во почетокот на октомври 1941 година, Месниот комитет на Штип одржува состанок во присуство на Мирче Ацев, на кој се оценуваат условите за формирање партизански одред. Истиот месец, по извршените подготовки, се формира и воен комитет. Засилена е активноста околу политичките подготовки на народот за народно-ослободителната борба. Се прибира оружје, муниција. Се разобличува великобугарската пропаганда и се подготвува создавањето партизански одреди. На 2 август 1941 година, во летната бавча на офицерскиот дом, окупаторот одржува приредба по повод Илинден. Славчо Стојменски, Ванчо Прке, Асан Керим, Мијалчо Иванов и други напредни младинци непосредно по завршувањето на приредбата се вклучуваат во програмата. Се пеат македонски песни.
По завршувањето на приредбата се упатуваат кон центарот на градот. На 100 метри од околиската управа, агентите што ги следеа ги запираат. Покуса физичка борба, Славчо е фатен и одвлечен во полицијата. Тоа е неговото прво искуство во окупаторската Зандана. Славчо Стојменски е претепан. Нозете му се потечени, косата искубана, но полицијата не дознава ништо. Веднаш е извршен претрес во куќата на Стојменски. Но и покрај малтретирањето на домашните. Полицијата ни овде не дознава, ниту наоѓа нешто од она што го бара. Утредента, кај Новакова чешма се одржува порано закажаниот излет на Штипската младина. Ванчо Прке одржува говор за Илинденското востание од 1903 година и за борбата што предстои. Иако истоштен од полициските малтретирања, Славчо Стојменски доаѓа на овој излет и зема активно учество. Сушност, програмата и не почнува додека не дојде тој. Есента 1941 година Славчо со одличен успех ја завршува матурата. На еден конкурс по математика ја освојува наградата што му обезбедува државна стипендија и се запишува на Медицинскиот факултет во Софија. Но војната зема се поголем замав. На повик на партијата, Славчо Стојменски се враќа во Штип и се вработува во Комесарството за исхрана, каде што работи на издавањето купони за прехранбени стоки. Користејќи го угледот што го ужива и погодностите на работното место, Славчо особено придонесува за обезбедување на партизанскиот одред, што наскоро ќе се формира со храна, облека и друг потребен материјал. Пролетта 1942 година во Штип повторно доаѓа Мирче Ацев. Формиран е местен комитет на Комунистичката партија со Васил Доганџијски како секретар и членови Ленче Арсова, Славчо Стојменски, Киро Кукушо и Исак Сион. Летото истата 1942 година Славчо Стојменски станува секретар на местниот комитет. Неговата легална работа често го води кон судири со окупаторската власт и полицијата, која постојано го следи и често го апси. На 21 ноември 1942 година полицијата се упатува во куќата на Стојменски, но Славчо не го наоѓа. Агентите го бараат во комесарството и Славчо Стојменски е уапсен и спроведен во полициската управа. Но 21 ноември е празник на полицијата и додека жандармите и персоналот се зафатени околу подготовките на прославата, Славчо спокојно и без возбуда ја напушта полициската управа и оди во илегалство. Испуштајќи го од раце важниот човек, полицијата збеснува. Куќата на Белобрдо се исполнува со агенти и униформирана полиција. Пак претрес и малтретирање на семејството. Почнува илегалната работа на Славчо.
Често ги менува и легалните станови и престојува во куќата на Демир Фирус, во куќата на Воинови, во куќата на Олга и Борче Арсови. Судењето на комунистите во Штип е потресен настан што го возбуди целиот град. Судската зграда спроти куќата на Анариевци е обседната од вознемирените граѓани. Славчо во илегалство е осуден на 15 години затвор. Во текот на илегалството, семејството Стојменски е поврзано со Славчо преку Васил Златев Шилјо, кој ноќе потајум доаѓа по облека, храна и размена на пораки. Постојано во движење, Славчо ги крстосува терените низ Источна Македонија, селата на Плачковица и подготвува терен и услови за првиот партизански одред. Кон крајот на февруари 1943 година е формиран Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Наскоро потоа е формиран и обласниот комитет на 4-та оперативна зона во состав Љупчо Арсов, Вера Ацева, Ванчо Прке, Благо Јанков, Мучето и Славчо Стојменски. За потребите на идниот партизански одред, Славчо ја добива задачата околу преземањето мерки за создавање бази и складови за оружје, муниција и храна. Првата група партизани излегува од Штип на 19. мај 1943 година. На 21. мај одредот го прифаќа судирот со многупати побројниот и подобро вооружен фашистички непријател. Одредот е разбиен, загинува и Ванчо Прке Сермен. Но провала и апсење во градот нема. Донесено е решение Вера Ацева и Славчо Стојменски да останат во градот со сета одговорност за партиските и скоевските организации и за повторно изфрлање партизански одред. За 16. август 1943 година е закажан состанок на обласниот комитет за Источна Македонија, на кој Славчо Стојменски треба да поднесе извештај за војно-политичката ситуација и подготовките за излегување на новиот партизански одред. Вечерта на 16. август, членовите на обласниот комитет се собираат во куќата на Олга Арсова, блиску до чешмата Коџалица до реката Отиња, во центарот на градот. Полицијата го забележува тоа и околу полноќ куќата на Арсови е блокирана со целото градско подрачје. Во мугрите полицијата почнува да апси. Членовите на обласниот комитет решаваат да ја напуштат куќата во две групи. Во едната група се Славчо Стојменски, Мара Минанева и Благо Јанков Мучето, а во другата Вера Ацева, Љупчо Арсов и Олга Арсова. Засилена со полициска помош од Скопје и Велес, бугарската полиција го издржува нападот на 6 комунисти, но едната група успева да ја пробие блокадата и трча кон куќите, додека Славчо Стојменски трча кон улицата. Во моментот кога го прескокнува зидот, тешко е ранет. Успева да испука неколку куршуми од својот револвер. Одговарајќи на огинот, полицајците отстапуваат, а Славчо и Мара Минанова успеваат да поминат кон куќите. Почнува да се разденува, а притисокот на фашистичката полиција е се поголем. Изнемоштен од крвавењето и болките од тешката рана, Славчо Стојменски се притајува во една куќа. Веќе искрвавен и речиси во безсвест, кога полицијата се охрабрува да влезе во куќата од која нема никаков отпор. Веднаш е префрлен во Штипската болница. Со него е ранета и фатена и Мара Минанова. Големиот човек на нашата револуција и во болницата не мирува. Тој се интересира за положбата, за другарите. Прашува, има ли уште фатени? И покрај нечовечкото полициско малтретирање, тепан до смрт,
Доследниот комунист не оддава ништо. На 22 годишна возраст го дава својот прекрасен живот за слободата на Македонија и за револуцијата. Полицијата се плаши од неговото мртво тело, па не им го дава на родителите и семејството. На енергично барање од група угледни граѓани, полицијата сепак дозволува закопот на Славчо Стојменски да се изврши на градските гробишта во Штип. Од ова, фашистите се со намера да извлечат своја полза, па будно ја следат необичната траурна поворка на штипските улици. Поп, мртовечка кола и старецот Пане Годинов Црипано, кој се тетерави подпирајќи се врз бастонот. На семејството му е наложено да чека на гробиштата, а во полицијата се приведени на испитување роднините што присуствувале на закопот. Обштествено-политичката, социјалната и националната ситуација заедно со правдолюбивата природа на Славчо Стојменски го определија за комунист што херојски ќе се бори до победата или до лично согорување во таа борба. Неговото име денес сугестивно допира до нас преку многобројните символи на револуцијата. Со собствена рака врзавме огромен јазол од срцата наши, од сништата наши. Со мечтите млади како со брус ги вжаривме контурите на денот, до усвитеност и капка по капка срцето свое во звездата црвена го влеавме во иднината. Сева корија и сиов камен што го гледате длабоко под мене протега жилав корен. И мојава става што вишна е усамена под ридов сте вие.